Пред себе напомнал за какво задолжување станува збор. Јас тоа го кажав на советниците на последната седница на Совет. Општината има можност да се задолжи со 60 на милиони денари преку Министерството за финансии со кредит од Светска банка. Станува збор за можност да се задолжиме со пари под многу поволни услови. Има можност, парите што ќе ги земеме да бидат со 3 години грейс период и 10 години со по 1% камата. Тоа е многу поволно. Згора на тоа, со секој успешно завршен проект, добиваме грант во висина од 20% од реализираниот проект. Така да, целокупната камата ќе биде покриена преку овие грантови што ние ќе ги добиеме. Би сакал да направам една мала паралела и мала споредба за што станува збор во однос на задолжувањето кое што е направено во далечната 1998 година и заради која што денес општината должи околу 200 милиони денари по основ на камати. Доколку во тоа време општината ги имала овие 1% или можела да се задолжи со 1%, денес место да сме должни 200 милиони би должиле околу 25 милиони. Зошто така не размислуваат вашите советници? Станува збор за бојкот. Вака, да се разбереме, апсолутно не станува збор за бојкот од страна на нашите советници на проектите кои што се најавени. За проектите за кои што зборуваме дека сакаме да ја задолжиме општината. Добро, ама сите тие советници, сето тоа, како партија на власт го знаат и треба да го знаат. Видете, непочитувањето на одлука на еден од советниците не би го дискутирал сега. Знаете, секој има право на своји каприци, меѓутоа тоа е еден од големите проблеми за најголемиот проблем за неизгласувањето на буџетот и за целата галама. Добре, тоа се случи, меѓутоа се случи и многу спекулации на некои од медиумите. Да. Вака, ја би објаснувал едно по едно. Спомнавме за парите, за задолжувањето, за нашата можност да се задолжиме. Зашто станува збор? Јас побарав поддршка за задолжување за 14 милиони денари за доизградба на градинката Весели Цветови. Досега општината инвестирала 2,7 милиони денари за досегашното градење, значи до карабина, и за целосно завршување на доградбата или на овој капацитет од 430 метри квадратни ни се потребни со 14 милиони. Тие пари ги побаравме. Побаравме евентуално да ни бидат одобрени 16 милиони за улици во централното градско подрачје, за најоптеретените градски улици кои што имаат видливи траги од годините. Значи, тие се во фаза на, да речеме... Спаѓа ли тука Никола Јонков Вапцаров? Не, Никола Јонков Вапцаров ќе ја градиме, значи ќе почнеме да ја градиме негде на почетокот на март, кога почнува градежната сезона. Таа ќе биде целосно завршена од со пари од општинскиот буџет. Значи, тоа е предлог. Ние бараме тие 16 милиони да ги употребиме за улици во централното градско подрачје. Меѓутоа, тие пари не ни стојат на тацна. Ние за да ги добиеме тие пари мораме да предложиме издржани проекти. Готова проектна документација. Сега, може би ќе ги земеме, може би нема да ги земеме. Значи, 14 и 16, 30 милиони. Уште 30 милиони се споменати како можност да земеме пари за пречистителна станица на водата за пиење од брана Лошана. Сите ние знаеме дека од брана Лошана Делчо има задоволителна количина на вода. Меѓутоа, квалитетот на истата вода не е задоволителен. Затоа го побаравме тоа. И јас мислам дека наша шанса да дојдеме до добра вода за пиење е токму тоа задолжување. А нели е тоа ново, поголемо задолжување? Тоа се обвинување на советниците од опозиција. Значи, легувате во нови задолженија. Би направил една паралела. Зошто тие исти советници не отворија уста, збор не кажа против задолжувањето, јавното приватно партнерство за осветление од 90 милиони денари, кој што општината треба да го плаќа во престојните 15 години. Што значи во првите 4 години, во времето во кое јас ќе бидам градоначалник, до сега и до завршувањето на тие 4 години треба да платиме 28 милиони денари. И уште 62 милиони денари до последната 15-та година. Значи, ние сега тоа осветление успешно го решаваме и тоа не чини сразмерно многу малку пари. Никој за тоа не зборува, а овде за видливи проекти.
проекти кои видно ќе го променат на добро животот на општина Делчево, се проблематизира.